Сместено на брегот на Северното море, на 40 на километри од Амстердам и Ротердам и на 20 на километри од Хаг. Со неговите 37.000 жители, тоа е едно од најпосетените приморски градови во Холандија. Ова мало рибарско село Катвајк во последно време прерасна во сакано летувалиште за многу туристи, не само од Холандија, туку и од цела Европа. Катвајк нема многу хотели, но она што е карактеристично за овој град е приватното сместување на туристите. Секоја новоизградена куќа е претворена во вистинско туристичко капче. Градот живее претежно од туризмот. Од индустријски капацитети има само фабрика за преработка на риби. Но Катвајк е познато и по нешто друго. Во неговата непосредна околина се наоѓаат огромните полиња и расадници на толку познатото и саканото цвеќе, холандското лале. Заради тоа, во август, во екот на туристичката сезона, во овој град секоја сабота се одржуваат изложби и фестивали на цвеќето. И токму тоа цвеќе, тоа холандско лале, се претвори во манифестација на пријателството меѓу Југославија и Холандија. Тој цвет на пријателство ги збратими туристичкиот град на Холандија Катвајк и нашиот туристички бисер Охрид. И токму од овој град, од Катвајк, на 30 април свечено тргна карванот на лалето за Охрид. Тој ден се одржа свеченост со која беше одбележен овој значаен момент на трајното пријателство меѓу Катвајк и Охрид и меѓу нашите народи. Во големата сала на клубот АНВБ, организација која во своите редови има над 1.600.000 моторизирани туристи, се одржа свеченост на која присуствуваа сите учесници на карванот, голем број граѓани од градот, делегација од Социјалистичка република Македонија и југословенскиот амбасадор во Холандија Ајановиќ. Dames en heren, ik heet u uiteraard heel hartelijk welkom. На оваа свеченост, градоначалникот на Катвајк, Адрија Хермелен, го изрази големото задоволство што токму од неговиот град тргнува карванот на лалето, цветот на мирот и пријателството во еден исто толку многу познат туристички град, Охрид, каде што над 20.000 холанѓани во последните години го користеле својот годишен одмор. Тој изрази големо задоволство што Катвајк и Охрид се збратимуваат и го искажа своето настојување за натамошна поширока соработка на двата града. На овие топли зборови се заблагодари председателот на собранието на Охрид, Љубен Батковски. Господине градоначалниче Вермолен, даме и господо. Наша делегација Социјалистичке републике Македонија, почасни одбор велике туристичке манифестације Tulip Tour, која е овде, е среќна што у овом тренутку се налази заедно са вама, да заеднички споделимо ову необичну радост, да испратимо караван Tulip Tour 75 у Југославију, у Социјалистичку републику Македонију, у Охрид, најлепшег бисера у Македонија. Оно што у овој прилици желим да кажем
to je da je turizam onaj medij, ona sila koja je nas u ovom trenutku zbližila, koja nas već zbližuje 10 godina. Kad kažem nas, mislim na Jugoslaviju, na Makedoniju i Ohrid i Holandiju. Ja se nadam da ćete i vi, kao i mnogi drugi naši prijatelji Holanđani, sa ovim karavanom dati svoj dragoceni doprinos zbližavanju, prijateljstvu i unapređenja dobrih odnosa između Holandije i Jugoslavije. Пота градоначалникот на Катбајт, југословенскиот амбасадор и членовите од Македонија им предаде подароци како израз на трајно пријателство. Во знак на благодарност, председателот на Автомотосојузот на Македонија Радослав Славевски, на градоначалникот како и на представниците на АНВБ, клубот и Хотел План им предаде плакети на Автомотосојузот на Југославија. Користим прилику да изразим уверење да ќе и ова манифестација у духу нашeg традиционалnog пријателjstva измеѓу моје отачбине и ваше лепе земље Холандије представљати еден мост нашeg далјег пријателjstva. Ја вам желим све најболје кои путувате за Охрид и довиđenja у Охриду. Hvala. Wil u dat voor eens even vertalen? И така, свечено, пријатно и весело тргна карванот на Лалето на својот пат долг неколку илјади километри до прекрасното Охридско езеро, до Охрид. Пред 300 години, нежното љубов во Лале било пренесено со дилижанса од Балканот во Холандија. На тој свој пат, од пред 300 години тоа минало и низ нашата земја. И еве сега, по 3 века, повторно овој пат со мотодилижанса се враќа во нашата република, за секогаш да остане крај брегот на Охридското езеро, со сета своја љубов за пријателство и добри односи, со сета љубов за убавина. Овој автокарван Tulip Tour 75 мина низ западна Германија, низ Келн, Франкфурт и Минхен и низ многу места на Австрија. Тој представуваше вистинска туристичка манифестација и вистинска пропагандна манифестација за нашата република, за нашата земја. Нивната прва средба со нашата република беше Скопје. На влезот во градот кај мотелот Белви, на учесниците на карванот Tulip Tour 75 им беше приреден топол пречек.
Овде, културно-уметничкото друштво Орце Николов изведе фолклорен концерт. Гостите беа одушевени од играта и мелосот и од прекрасните народни носии. Пред разиграните момчиња и девојчиња тие не можеа да одолеат. Иако за прв пат ги слушна овие тактови на музиката, тие веднаш се најдоа во разиграното и развиорено флоро. На играта и песната и немаше крај. И како многумина што рекоа, за песната и играта не постојат граници. Караванот патуваше понатаму. Патуваше кон Охрид. Во Прилеп, градот Херој, гостите го посетија паркот на револуцијата и могилата на непобедените. Внимателно слушаа за нашата борба, за востанието на македонскиот народ, за славната револуција против заедничкиот непријател, наш и нивни, фашистичка Германија. Зашто, како и нашите народи, и холандјаните ги осетија злосторството на фашизмот. Токму затоа, со достојна почит, тие се поклонија пред жртвите и хероите. Во Битола, по пречекот, гостите ја посетија Хераклеа, каде што се воспитуваа на античкиот град, кој бил многу важен воен и стратешки центар на познатиот пат Вија Игнација. Охрид, градот домаќин, беше речиси целиот раздвижен. Им ги отвори срцата на посетителите со сета своја љубов и со сето своје гостоприемство. Тие се погрижија да им го откријат и светот на словените, нивната историја, нивната култура, да им го откријат единствениот музеј на вековите и неповторливата реткост на природната убавина. Градот на првиот словенски универзитет, ризница на историјата и културата со многу антички ископини, цркви, дрворези и архитектура, ретка во светот, се погрижи да им го збогати нивното сознание за нашето минато. Градот на убавината, градот на сонцето и водата, им приреди вистинско добредојде и незаборавен пречек тука, на Охридското крајбрежје. И тука, во овој град, туристички бисер на нашата земја, на нашата република, се одржа свечен собир на кој се изврши збратимување на Катвајк и Охрид. Почитувани гости, овде сме да означиме и да потврдиме како една благородна идеја станува стварност. Ние сме им благодарни на сите оние што ја креираа и еве им се одолжуваме со тоа што ја оживотворуваме. За љубов се потребни двајца, вели народот, а ние неа во изобилство ја најдовме кај граѓаните на импресивниот Катвајк, едно од најпознатите туристички места во Холандија. А манифестацијата Tulip Tour 75 се јавува како најживотворна врска што ги сврзува двата града и што верувам дека и во иднина ќе представува мост на братството и пријателството. Сигурно е дека граѓаните на Катвајк и Охрид имаат уште многу неисцрпни сили и можности кои ќе ги стават во служба на збогатувањето на формите за соработка. Нашата земја, која во повојниот развој
успешно ја спроведува политиката за пријателство и соработка со сите миролюбиви земји во светот, независно од општествените системи, одржува мощни добри односи со Кралството Холандија. Со право очекуваме дека збратимувањето помеѓу Охрид и Катвајк ќе даде драгоцен придонес во унапредувањето на тие односи. Иако оддалечени географски и со различни системи во конституирањето на локалните органи на власта, мислам дека и во вакви услови соработката помеѓу двете општини, размената на искуства, особено во областа на туризмот, ќе биде обострано корисна. Ние денес со овој свечен чин верифицираме едно подолгогодишно наше пријателство со луѓето на Холандија. Холандјаните овде секогаш биле, а од денес уште повеќе ќе се добредојденци. Тие во голема мера се соживеале со оваа средина и на вниманието и љубовта што им ја укажуваат нашите граѓани возвраќаат со љубов. Охрид има долгогодишна туристичка традиција, пречекувал и испраќал многу гости од европски и воневропски земји, но холандските туристи се нешто посебно. Со нив се поздравуваме на нашите улици. Нив ќе ги сретнеме во нашите села, излетничките места, на нашите свадби и други семејни свечености. Секаде се пречекувани како драги гости. Во нашите пријатели од Холандија одамна сме нашли луѓе со кои можеме да водиме непосреден, близок диалог. Во тоа се уверивме и пред неколку дена во прекрасниот Катвајк на испраќањето на карванот Тулип Тур 75, каде што од сите луѓе со кои дојдовме во допир, бевме удостоени со особено внимание. Се надевам дека од денес уште повеќе ќе се познаваме и ќе се спријателуваме во интерес и за доброто и напредокот на двата града и во интерес на добрите меѓудржавни односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Холандија. Ви благодарам. Meneer de president van de stad Ochried, meneer en mevrouw van Heemstra, ambassadeur van Nederland, dames en heren. Gospodine predsjedniče, poštovani gospodine ambasadore, baron van Heemstra, ja to proglašujem i osjećam se da je čudesan jedan čas nastupio kada sam imao prilike i mogućnost da se ovdje pojavim. Ovdje se ne radi samo o jednome trgovačkome poslu, nego ja kao predstavnik i prvi građanin Katvajka sam se pitao u prvi mah, a zašto je baš izabran Katvajk da bude taj grad koji će se bratimiti sa Ohridom. Ja mogu kazati da sve naše veze dugogodišnje veze koje mi imamo, već i gajimo, već polazeći iz Holandije, iz našeg Amsterdama i Katvajka, ja vam mogu kazati da mi se osjećamo ne samo počašćeni, nego sada kada smo stigli ovamo i kada vidimo ovo vaše prekrasno mjesto i vaše prekrasno sunce, onda nam je jasno i našli smo jedan odgovor. Prije nego što sam pošao, gospodine predsjedniče, mene je jedan prijatelj zaustavio pa je rekao: ja poznam Ohrid. Sada tek shvaćam, kada uživam u ovome prekrasnome suncu i ovome lijepome kraju, koliko je to istinito bilo što je on meni rekao. Ja se potpuno, iako još nismo proglasili bratimljenje između Katvajka i Ohrida u samome Katvajku, ja sam uvjeren da će i moji građani osjećati istu takvu čast i zadovoljstvo i sreću da tako dalekom kraju jednome kao što je Ohrid mogu da budu pobratimi. Čudoresno i čudno je da smo mi na ovaj način uspjeli da prodremo ne samo u jedan grad i u jednu zemlju, nego da dođemo u jednu skupštinu, da vidimo kako se ovdje živi, kako se ovdje radi. Mi imamo puno paralelnih i uzajamnih tokova, a jedan od tih je ljubav prema slobodi. Vi znate da se i Holandija borila za to slobodu, to je sloboda govora, mišljenja, izražavanja, isto ono što vi tako duboko osjećate i što ste vi proveli, pa nije ni čudo da se mi i ovdje na taj način i tako nalazimo. Ja izražavam svoje duboko uvjerenje da će i naši građani Katvajka i građani Ohrida znati cijeniti ono što smo mi zajednički sve skupa sada radili, a neka nam ovaj početak kroz turizam omogući da daleko bolje razumijevanje između naroda,
odbaci sve one nesporazume koje dovode do teških okršaja, a ovdje smo mi u znaku mira, ljubavi i bratstva. Ja vam se, gospodine predsjedniče, zahvaljujem. Gospodine gradonačelniče, драги Адриан Фермелен, од денес Охрид и Катвајк се збратимени градови. Ви го предавам позлатениот грб на градот. Тој ви ги отвора портите на овој древен град, да бидите секогаш добродојдени и драги негови гости, да се чувствувате како дома. Хвале. Атмосферата на задоволството, посвечениот чин на збратимување, се пренесе во туристичката населба Горица. Овде, во знак на срдечното пријателство со Холандија, е подигнат холандски парк, во кој се засадени 53.000 лалиња подарок од оваа земја. Пред неколку илјади граѓани и гости, меѓу кои холандскиот амбасадор во Југославија Ван Хамстра, како и повеќе од 300 учесници во мотодилижансата, свеченоста ја отвори Пејко Блажевски, председател на организациониот одбор на Тулип Тур 75-та. Драги гости и пријатели, другари и другарки, дозволете ми да од името на организациониот одбор ве поздравам и да ви пожелам добродошлица во Југославија, во Охрид и да ви пожелам пријатен престој од името на организациониот одбор Тулип Тур 1975 година. Дами и господа, повеќе од 10 години во Охрид, на брегот на Охридското езеро и неговата околина, голем број туристи од вашата земја го користат својот одмор. Нивното присуство и гостопримството на домаќините создадо мост на пријателството не само меѓу нив, туку и мост на пријателството меѓу нашите земји. Вистинското пријателство во изминатите години беше повод за раѓање на идејата за организирање на караванот Тулип Тур во кралскиот холандски автотуринг клуб АНВБ, Автомотосојузот на Југославија и Автомотосојузот на Македонија. Со желба за трајно одбележување, пријателството што го создадоа со своето присуство туристите од вашата убава прекрасна земја и гостолюбивите домаќини граѓаните на Охрид и неговата околина, денеска свечено се предава холандскиот парк, украсен со убавите холандски лалиња. Овие обележја треба да бидат основа за натамошното проширување на веќе создаденото пријателство меѓу нашите земји, помеѓу оние што ќе дојдат да го видат Охрид и на Охридското езеро, неговите историски и културни споменици и она што секогаш со отворено срце се ги пречека. Учесниците на караванот на својот пат до Охрид и назад ќе минат долг пат, но верувам дека ќе имат прилика да ја видат и да ја запознат нашата земја и нејзините природни убавини. Ние се надеваме дека оваа манифестација ќе стане традиционална и дека ќе биде од обостран интерес. Драги холанѓани, овде сме да поставиме уште еден камен темелник во зградата на нашето пријателство. Овој парк го нарековме Холандски парк, не затоа што сметаме дека може да се рамни со парковите што ги имате во вашата земја,
која личи на огромен, редок, единствен парк на лалиња и други цвеќа во светот, туку затоа што сакаме и со името што повеќе да се сближиме, за да знаете и тогаш, кога ќе си одите во вашата земја, дека овде, на југот од Југославија, во Македонија, оставате едно ваше катче, затоа што сакаме и овој символ да не подсетува на вас во месеците кога овде ќе ве нема. Ве молам да прифатите дека овој парк е наше заедничко дело. Тој ќе расте, ќе се развива и проширува под благотворните одблесоци на сонцето од сините површини на езерото и под закрилата на братските врски со граѓаните на Катвајк и пријателските односи со целиот холандски народ. Другарки и другари, драги пријатели, збратимувањето на Охрид и Катвајк и отворањето на овој парк не се случајни настани. Тие се израз на долгогодишната, извонредно добра и обострано корисна туристичка соработка на Охрид со Холандија и на мощне добрите меѓудржавни односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Кралството Холандија. Охрид и во иднина ќе прави се со своите богати содржини, со се она што многу дарежливо му го оставиле природата и историјата, со целиот екзотичен амбиент, холандските туристи, деновите на одморот да ги поминуваат што се може поубаво и попријатно. Од денес имаме нови поводи за тоа, братското пријателство со Катвајк. Благодарам. Meneer de president van de stad Ohrid, meneer de voorzitter van het Tulpencomité, landgenoten, waar zijn ze? Steken ze even de hand op. Ja. Dragi predsjedniče Automoto Saveza, ja sam još uvijek pod utiskom onoga što se danas dogodilo u zbornici vašoj kada smo službeno svečano potpisali jedan akt, jedno priznanje koje odajemo ovome lijepome gradu, svečanost pod kojom sam ja još uvijek pod takvim utiskom. Dozvolite mi da sada pitam i svoje Holanđane koliko Holanđana ima ovdje, neka svi dignu po jednu ruku, a mi ćemo ovdje Ohriđani dići jednu ruku. Gospodin predsjednik je inače podsjetio svoje sugrađanje da je 1559. godine ovim putevima je gospodin Herenc doveo tulipane, pa kaže on nalazi za sasvim ispravno, nalazi da je to pošteno posle ovako izvanrednoga prijema, svečanoga, korektnoga i časnoga i šarmantnoga, da se nešto od tih tulipana vrati odamo odakle su pošli. Pozivam zato svoje sugrađane da iako ih dolazi već nekoliko desetina hiljada koji su ovdje proveli lijepi, prekrasni godišnji odmor, da to nastave, da to bude jedan način kako se mi Holanđani odužujemo, ne samo odužujemo zato što smo ovdje, nego znamo da uživamo u ovim ljepotama. Веднаш потоа градоначалникот на Катвајк со пресечување на цветната лента го предаде во употреба овој парк кој импресионира со убавината на разнобојните цветови на прекрасните лалиња. Потоа двајцата председатели на Катвајк и Охрид на двата збратимени града ги засадија лалињата што ги донесе карванот на валето од Катвајк, како израз на трајно пријателство меѓу овие два града и нашите две земји и со единствена желба овој карван, карванот на пријателството, да стане традиционален. На радоста и немаше крај. Песната и играта на двата народи продолжија преку целиот ден. Охрид им ги отвори срцата на посетителите со сета своја љубов, со сето свое гостопримство, зашто песната и играта и туризмот, тој феномен на нашето време, не знаат за граници.